Добар ден, почитувани, пред вас се уште една нова Телма амбуланта. Како се и секој петок, емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Дали тагата поради смртта на блиска личност не менува? Се менува ли нашиот внатрешен свет исто како што се променил надворешниот? На кој начин да се справиме со болката при загубата на блиска личност ке ни појасни денешната гостинка Марија Аџиевска, психолог во Жан Митрев клиник. Марија, добар ден, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, ви благодарам за поканата. Во последната година постојано сме изложени на вести за зголемена смртност поради коронавирусот. Многу луѓе почина. Некои статистики покажуваат дека секој од нив остава 9 лица што тагуваат. Сега тагата на каков начин не менува? Влие ли врз нашето здравје? Така. Тагата е дефинитивно најтрауматското и неизбежно човечко искуство со кој што човек може да се соочи. Кога се соочуваме со процесот на жалење, се појавуваат различни симптоми кај нас. Најизразени се тага, жал, лутина, страф и цела низа на психосоматски симптоми, како што се реагира нашето тело, а тоа се забрзано чукање на срцето, намален или зголемен апетит, несоница, немир, често покачен крвен притисок. Значи, цело наше тело реагира и психички и физички. Тој стрес кој што долго трае, хроничен стрес, може да го зголеми ризикот за појава на кардиоваскуларни болести, дијабет, автоимуни состојби, анксиозност, депресија. Вела дека никогаш не можеме да бидеме подготвени за загуба на блиска личност без разлика на возраста. Зошто е тоа така? Некако не можеме да прифатиме дека животот е и смрт. Така. Кога се соочуваме со загуба на блиска личност, ние поминуваме, потребно е да поминеме низ еден процес на жалење, тагување. Тој процес се состои од неколку фази, кои што сметам дека е важно да ги знаеме за да сме свесни дека тоа низ кое што поминуваме е нормално и очекувано. Тој процес на жалење трае околу 2 до 3 години, вообичаено. Првата фаза со која што се соочуваме е фаза на шок и неверување. Тоа е одбранбен механизам на нашето тело. Ние едноставно не можеме да прифатиме дека се соочуваме со загуба на блиска личност, со некој сме изгубиле некој од кој што сме биле емотивно врзани. И нашето несвесно поставува една бариера која што во тоа прво време нас не штити од таа страшна вест за нас. И како тоа, што тоа значи, например, луѓето ќе кажат јас не можам да верувам дека мојот партнер е мртов. Постојано очекувам дека ќе дојде преку влезната врата. Се уште го имам неговиот број во мобилниот телефон и секоја минута очекувам дека ќе го чујам неговиот глас. Сакам да знаете дека ова е првата фаза од процесот на жалење и е нормално тоа негирање. Не се борете против негирањето, борете. Кои се другите фази? Вела, жалењето е процес, не треба време за да прифатиме што се случило. Следно низ кое што поминуваме и може да се појави е чувство на вина, лутина. Значи, ние во тој период се лутиме, можеме да се лутиме на личноста која не оставила. Зошто баш сега не остави? Имавме толку планови заедно. Се лутиме на Бог, на светот, на лекарите, на болницата каде што се лекувала. Можеме да се лутиме и на самите нас и да се прашуваме дали сум направил се што било потребно. Дали можев уште нешто да направам? И тогаш влегуваме во еден процес на чувство на вина, затоа што нашиот мозок се обидува да најде решение. Бара решение на начин да најде виновник, кој е одговорен, кој е причината за тоа што се случи. Сакам да кажам дека никој не е крив, нема виновен. Ова исто беше многу карактеристично од работа со ковид пациенти. Луѓето многу често се соочуваа со чувство на вина. Например, кога лежат во клиника, се чувствуваат така зошто го добив вирусот, се прашуваат себе. Зошто го добив, зошто се заразив, па го пренесов на моето семејство. И најчесто кога едниот партнер ќе починеше, а останува жив партнерот кој што прв го добил вирусот, се
се соочува со страшно чувство на вина дека тој е причината за смртта на неговиот сопруг. И тоа е многу го запира процесот на тагување, може да направи застој, а тој процес треба да тече. Така. И важно е да се побара помош, стручна помош и да се работи на чувството на вина. Колку време обично е потребно за да дојде до прифаќање? Споменавте неколку години, но може ли тоа да биде пократко или пак може да биде еден долг и хроничен процес, едноставно никогаш да не прифатиме што се случило? Па најчесто трае околу 2 до 3 години процесот на тагување, но може да трае и подолго. Значи следно низ кое што одиме е полека прифаќање. Така. Да. Да ги вклучиме денески гледачите во Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677, може да споделат некое сопствено искуство со тагувањето или пак да постават прашање кое што е поврзано со темата на која што денеска зборуваме, а тоа е како да се справиме со загубата на близок член на семејството или пак воопшто на блиска личност. Понекога се случува последната средба со оној кој што починал да не била онаква каква што сме посакувале. Значи не сме си кажале убави зборови можеби на таа средба или пак не сме го кажале она што сме сакале да му го кажеме. Остануваат некои работи недоречени. Што им советувате на луѓето во тие моменти? Така, најчесто последната наша средба и не е онака како што сакаме. Ние не можеме да знаеме кога последен пат ќе се видиме со личноста. Може да заврши со некој лош збор, некој конфликт, некој недоразбирање меѓу нас, може сме сакале нешто да кажеме, па се преиспитуваме дали сум кажал се што сакав. Значи, исто повторно се појавува тоа чувство на вина, недокажаност, недореченост и личноста може да заглави во тој процес. Потребно е да се побара стручна помош, се работи на терапија во текот на сеансите, на ослободување на тој товар со кој што се соочува личноста, за да може понатаму да продолжи најфункционално во текот на животот. А има ли личности што сметаат дека немаат право да престанат да тагуваат, ја потенцираат тагата, дека немаат право на среќа? Да. Често се случува да луѓето се чувствуваат да кажам како да им е тешко зошто тагуваат со помал интензитет или да се чувствуваат тешко кога не мислат на личноста која што починала. Знае ова да се случи. Важно е да се сетите во тие моменти, да се сетиме дека ние сме се уште живи и ние имаме одговорност кон сопствениот живот да се грижиме за себе и да продолжиме да живееме, да го доживуваме и живееме животот со сите своји потешкоти и убавини кои што доаѓаат. И да, секако имаме право да се смееме повторно. Се случува, исто ова сакам да кажам, дека со тек на време луѓето кои што изгубиле партнер да повторно најдат нов партнер. Но тоа не значи дека се намалила љубовта. Новата љубов не ја намалува или брише претходната љубов, ниту може да го намали значењето на спомените и моментите кои што сме ги имале заедно. А може ли да се блокира тагувањето? Кога некој после подолго време не покажува никакви знаци на тагување? Да речеме веднаш по смртта на својот партнер или на некој свој близок член од семејството се враќа на работното место, се однесува како ништо да не се случило. За да излеземе со најмали последици по нашето физичко и психичко здравје, важно е да прифатиме и да знаеме дека тагата е природен и корисен процес и никако не треба да го избегнуваме тој процес. Затоа што потиснатите емоции не си одат, не си заминуваат. Потиснатите емоции може да излезат кога тогаш, дури и посилни во некој друг облик, најчесто физички тегоби или болест. Значи, треба да зборуваме за емоциите, да ги артикулираме емоциите. Се сеќавам, една пациентка ми кажа дека пред една година изгубила близок член и било стварно многу тешко. И кажа дека ми беше многу тешко, но јас не плачев. Не сакав да ги вознемирувам другите со мојата тага и болка.
претерано работев. Се однесував како ништо да не се случило. И по некое време, по една година, вика ја добив оваа состојба на кожата, стануваше збор за псоријаза. Значи може да се добијат и болести? Потиснатите емоции излегуваат во некој друг облик, најчесто во физички теgoби болести. Така, психофизички проблеми. Може ли некој да се добие некоја тешка болест, како што е карцином и слично? Па, нема некој знаат да кажат на нервна база ми се случи ова, а тагата е огромна и тешка. Така е. Ние може да имаме предиспозиција да развиеме нешто, кога тоа ќе биде, на тоа ќе се додадат тие психолошки фактори, срединските фактори, секако дека може да се развие болест. Понекога се случува луѓето да не може да плачат кога ќе загубат блиска личност. Може ли да се тагува без солзи? Бидејќи средината тоа го толкува како отсуство на тага. Да, така е. Значи, никако не дека личноста не тагува, секако дека тагува, може навидум да нема солзи, да не покажува солзи, но позади себе, внатрешно, да се појават цела низа, цел диапазон на емоции, како што се лутина, страв, копнеш, вина. Често се случува кога некој ќе почине од канцер, например, близок починал од канцер, и ние жал ни е дека се случило тоа, но чувствуваме и некое олеснување затоа што личноста веќе не се измачува, не поминува низ тие потешкоти. Завршила маката. Така. Кога некому е тешко, кога ќе загуби близок човек, најчесто знаеме да му дадеме совет: биди силен, биди силна. Треба ли да бидеме силни низ тагувањето или едноставно треба да се исплачеме и да си олесниме душата? Јас искрено силно верувам дека онаму каде што течат солзи, протекува енергијата и започнува заздравувањето. Затоа што тагувањето, плачењето е еден позитивен механизам и има природна лечебна функција. Убаво е да веруваме дека тагувањето води кон заздравување. Доколку некој не може да плаче, не може да си ја улесни тагата на таков начин, потребно ли е да побара совет од психолог? Па, секако дека ако смета дека му е тешко, може да побара помош, но видете, различни луѓе различно ги изразуваат емоциите. Може некој потивко, сам со себе, на сопишување на тој начин да ја искаже тагата. Тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Почитувани, останете на Телма. Како да се справиме со болката при загуба на блиска личност ни појаснува денешната гостинка во Телма амбуланта Марија Аџиевска, психолог во Жан Митрев клиник. Марија, може ли да се случи по смртта на блиска личност да се јави несоница која што ќе трае со денови? Или пак кај некој да се јават стравови од самиот живот, стравови за животот на неблиските и за сопствениот живот, па дури понекогаш и депресивни расположенија? Да, така е, Марија. Често знае да се јави несоница после смрт на блиска личност затоа што причина за несоница е анксиозност, внатрешна вознемиреност, неспокој, големи стравови, а сето тоа е последица на стресот кој што сме го доживеале. Сакам да кажам дека не треба да се занемарува несоницата, ниту да се третира со терапија на своја рака. Значи, има различни и, да кажам, чај од валеријана, чај од маточина, кои што се природни анксиолитици, кои што можат да дадат ефект, имаат пријатно дејство, да го подобрат сонот, но ако забележиме дека несоницата трае во континуитет подолго од еден месец, тогаш дефинитивно да се побара помош од лекар и заедно со медикаментозна терапија и психотерапија да се помогне на личноста. А во однос на стравовите што се јавуваат? Депресија, да, депресија може. Значи, има една фаза кога ќе излезе тој силен емотивен набој од нас,
ние влегуваме во една фаза на потиштеност. Во таа фаза се јавуваат симптоми кои што се многу слични на депресија. А тоа се апатија, безволност, тага, личноста дури помислува да си наштети на себе, зошто вреди јас сега да живеам кога ја нема личноста што ми е драга. Ако ова долго трае, може да ја преплави личноста, да стане дисфункционална, тогаш може би станува збор за нешто друго, не само за обична тага. И да, и анксиозноста може да се појави. Ние имаме чувство како да немаме контрола врз сопствениот живот, врз животот на другите, постојано очекуваме нешто да се случи и се ова е пропратено со силни телесни симптоми, кои што ги доживуваме многу силно и дефинитивно треба да се побара помош. Смртта до некаде е табу тема меѓу луѓето. Како да им помогнеме на роднините, на пријателите кои што се справуваат со голема тага по загубата на некој близок член? Да, во нашето општество малку се зборува за смртта и да е табу тема до некаде. Често се случува, може би ќе забележиме како кога ќе сретнеме некој близок пријател кој што изгубил некој член од семејството, како да се дистанцираме од него, затоа што не знаеме што да му кажеме. Дури непријатно се чувствуваме, иако ни е премногу жал за тоа што му се случило. Непријатно му е да го спомниме името на личноста за која што починала. Но тоа е погрешно. Спомнете го името на личноста која што починала, прашајте за неа, раскажи ми нешто повеќе, кажи ми каква беше, да зборуваме за спомените. Исто така и добронамерно може да се случи да кажеме некои коментари добронамерно, но кои што можат да ја повредат личноста, а тоа се така требало да биде. Така тоа обично знаеме да го кажеме, да. Или преболи го, продолжи понатаму. Само знам како се чувствуваш. Само е доволно да кажеме не можам ни да замислам што се поминуваш во овој период, но тука сум да ти помогнам, тука сум да ти бидам поддршка. Дури и најмалите знаци на поддршка кои што можеме да ги дадеме, љубов, доверба, грижа, можат многу да бидат значајни за личноста. Мари, имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден, поздрав до емисијата, поздрав до докторката и до вас, водителката. Ви благодарам. Вака сега, зборувате за загуба или смрт на блиска личност. Значи, јас конкретно доживеав загуба на смрт на родител, прво таткото, потоа мајката. После 30 години брак доживеав развод. Болката, значи, која што се доживува при развод, може да се поистовети, може би и поголема, не може да се мери, нема инструмент нема што би ја начин измерил. да се процени колку е голема. Значи, истото тоа не го спомнавте, а темата ви е конкретно тоа, како да се справиме со болката од загуба или смрт на блиска личност. Загуба е и непостоењето на двата партнера, значи, кои што функционирале 30 години, да кажеме, во конкретниот случај кај мене. Тоа ми беше, значи, болката е исто, проблемите се исти, значи, прашувањето од близките. Токму за оваа тема ни е планирана една цела емисија за развод во текот на следната недела. Ке има најава и веќе можете да се вклучите и да го слушнете токму тоа, бидејќи, како што споменавте, разводот е многу тешка состојба не само за брачните партнери, туку и за децата доколку се инволвирани, така што една цела емисија подготвуваме во текот на следната недела. Ако се возрастни, а се во случајов, децата си го пронаоѓаат својот пат, си изградиле они свое семејство, така да болката останува кај партнерите, мислам, кај Јасно. Кај тие кои што се разделиле. Ви благодарам за вклучувањето во тема амбуланта. Ова беше многу добра потенцирана ситуација, бидејќи и разводот, загубата на брачниот партнер на таков начин е подеднакво болна, еве дури и поболна како што спомена. Така е, иако личноста е жива, сепак таа емоционална врска се прекинала. Тоа е тоа што боли. Апсолутно се согласувам со
гледачката. Да се задржиме на она што пред малку зборувавме за смртта во семејството, пред се. Во кој момент советувате некој да се јави на психолог или пак на психијатар? Па ако видиме дека не можеме сами да се носиме со сето ова, ако видиме дека се чувствуваме осамени и изолирани подолго време, сме изгубиле волја за продолжување понатаму, за секојдневните активности. Некои помислуваат дури да си наштетат себе, почнуваат да се повредуваат. Тогаш дефинитивно, ако тагата не го намали својот интензитет со тек на време, чувствуваме чувство на вина, недокажаност, недореченост, дефинитивно да, треба да се побара помош од психолог, психотерапевт. Ајде да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавуваме во врска со темата. Така, повелете. И јас имам изгубено син 21 години. Така. Имам изгубено сопруг 50 години, имам изгубено сестра 52 години. Тоа се деси за во рок од 5 години. Каде е на тамошниот мој живот? Ви благодарам што се вклучивте во програма, сочувствуваме со вашата болка. Да, примете сочувство, на вистина ми е жал. Да, станува за голема емотивна загуба. Значи, гледачката кажа дека изгубила син, изгубила сопруг, блиски. Сестра. Да, изгубила блиски. Важно е во тие моменти да бидеме нежни со себе, да кажам, сочувствителни кон себе. Затоа што во тие тешки моменти понекогаш ни доаѓа да си наштетиме, дури да се повредуваме. Тоа е процес, да сме трпеливи, грижата за себе, тие основни не донесување на важни одлуки во тој период, умереност во се што правиме, поддршка од другите блиски, социјални контакти. Секако дека е важна поддршката во тие моменти. Последна ваква голема загуба, може ли да бидеме повторно исти? Или се менуваме и ние комплетно како што се сменил и надворешниот свет? Па ние луѓето имаме и психолошки имунолошки систем, односно имаме неверојатна способност за прилагодување и адаптација во нови ситуации. Така да со тек на времето не се намалува тагата и болката, туку ние растеме, ние учиме нови начини за справување. Ја шириме таа зона на комфор во која што тагуваме, за да може да се движиме од процесот на тагување до процесот на заздравување. Велат времето лечи се. Но сега споменавте дека тоа баш и не е сосема така. Да, ние учиме нови начини, ние растеме, да, стануваме. И нема да останеме исти, секако, туку со после ова искуство ние стануваме помудри и посилни. Тоа значи дека болката не треба да ја игнорираме. Така е. Треба да ја прифатиме и да поминеме низ сите фази на жалење, така? Така е, Марија. Тагувањето е природен, корисен процес кој што има лечебна функција и треба да поминеме низ сите тие фази. Секој по свој темпо, време и на свој начин. Ви благодарам што бевте наша денешна гостинка и што одлучивте да зборувате за една тема на која што ретко се зборува. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство. Почитувани, ова беше се во денешната телма Амбуланта. Марија Аџиовска, психолог во Жан Митрев клиник, беше гостинка во оваа емисија. Гледајте не секој работен ден на телма во новиот редовен термин 13 часот и 30 минути секако на телевизија Телма. До гледање.